На свеченост што се одржа во локалната самоуправа на Кочани, на 25 возрастни лица им беа доделени свидетелства за дооформено основно образование во рамки на проектот за дообразување, што во текот на 2024 година го спроведе невладината организација Ромалитико. Свидетелствата им ги врачи ВД градоначалникот Венко Крстевски, а беше нагласено дека проектот се реализира втора година поред и е влезен во програмата за социјална, детска и здравствена заштита на општина Кочани. Лицата без основно образование, кои главно се од ромска етничка припадност, покажале голем интерес за дооформување на образовниот статус, откако во 2023 година свидетелства добиле 12 возрастни граѓани. Оваа година оваа мерка ја спроведуваме за прв пат со поддршка на Ромалитико и со финансиски средства од општината 200.000 и 200.000 од страна на Ромалитико, така што бројката ја зголемивме на 25 лица кои што земаа денеска свидетелства за завршување на основно образование. Во програмата за 2025 повторно имаме предвидено средства, тоа веројатно ќе се реализира при крајот на годината и повторно ќе вклучиме лица кои што немаат завршено основно образование. Од анализата која што општината ја направи, можеме да заклучиме дека најголем број невработени се без завршено основно образование. Од таа причина и се зафативме за овој проект. И инаку и преку програмата општинско корисна работа, да речеме, не можеме да вклучиме лица кои што немаат завршено основно образование, а преку проектот јавни дејности свативме дека имаме голем број на корисници на ГМП, односно социјална помош, кои што можат и сакаат да работат и активностите ги насочуваме кон тоа да имаат се повеќе завршено основно образование, тоа да не име пречка да се вклучат во пазарот на трудот, а со тоа и да бидат помалку корисници на ГМП. Од Сдруженијето Ромалитико истакнаа дека со комплетирањето на основното образование, овие лица се поконкурентни на пазарот на труд и можат да обезбедат редовно вработување. Според податоците кои што ги имаме, лицата кои што се пријавени во агенција за вработување, од 10.000 роми на ниво на држава, дури 90% го немаат комплетирано своето основно образование, или пак имаат основно образование, така да од тука доаѓа потребата оваа категорија на лица да го дооформи своето образование со цел да биде поконкурентен на пазарот на труд, односно да стигнат до работно место. На свеченоста за доделување на свидетелствата беше нагласено дека голем проблем е што дооформувањето се одвива по старата програма до 8 одделение, а по воведувањето на 9-летката потребно е Министерството за образование и наука да изготви нова програма. Апелирам до Министерството за образование и наука да воведе програма и за 9-то образование, бидејќи во државата се уште нема донесена програма за 9-то одделение. Ние се соочувавме со таков проблем при процесот кога ги мапиравме лицата. При мапирањето има лица родени после 2002 година. Нив ги беше опфатено 9-летка со 9-то образование, но за жал државата се уште немаше донесена програма и се уште нема донесена програма за 9-то одделение. Се надеваме дека ќе има слухи ќе донесат програма за истата и апел сега е веќе во месец мај ќе бидат уписите на училиште. Апелирам до сите родители да си ги записат своите деца на училиште и да во иднина немаме вако проблем, односно секој да си го заврши своето основно, средно задолжително, па и да имаме поголем број на лица кои ќе го завршат своето високо образование. Задоволство од комплетираното образование и обука искажаа и лицата кои ги добија свидетелствата и сертификатите. Јас сум Симари Сејно, студирам во факултетот за директиви и криминалистика во Европски универзитет и ми требаше сертификатот за фотоволтаици. Сега сум монтер и сервисер на фотоволтаици и се надевам дека ќе можам да работам во мојата струка. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.